Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ѓорги Иванов и во последните денови од неговиот мандат продолжува да биде кочничар на реформите, да работи спротивно на државните интереси и интересите на граѓаните на Република Северна Македонија. Најновата форма на деструктивниот Ѓорги Иванов е да не ги потпишува указите за реформските закони кои се важни за напредокот на граѓаните. Иванов не ги потпиша указите за Законот за оперативно-техничката агенција и Законот за електронски комуникации, донесени со консензус во Собранието на Република Северна Македонија. Реформските закони за ОТА и за електронските комуникации значат суштинска реформа во безбедносните служби и се важен чекор кон интеграцијата во Европската Унија и добивањето на датумот за преговори. Овие закони, да напоменам, се поддржани и од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Со непотпишувањето на указите, Иванов застана против реформата на безбедносните служби, против напредокот, против интеграцијата во Европската Унија. Иванов се потврди како кочничар на напредокот. На Република Северна Македонија не и се потребни политичари кои се дел од деструктивната матрица на Никола Груевски, кои сакаат државата да се враќа назад во изолација. Добро е што мандатот на Ѓорги Иванов истекува за брзо. Граѓаните на предстојните претседателски избори ќе изберат претседател кој достоинствено ќе ја представува државата и ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните.